Пристигнаа веќе и нашите први денешни гости, тоа се Катерина Антовска и Гордан Јорданов. Ќе зборуваме за школата за млади лидери на председателот Иванов. Добро ви утро, драги гости. Добро утро. Со оглед на тоа што вие веќе имате помината ова школа, можеби треба да ве најавам како млади лидери, така? Тоа сте всушност. Ќе зборуваме се во детали, ќе одиме со оглед на тоа што конкурсот е нели веќе отворен, но прво сакам малку публиката да ја запознам со вас. Ќе започнеме официјално ја кажав како Катерина, инаку таа во Алфа телевизија не е како нашата Кате, таа е дел од Алфа телевизија, правник по вокација. Так. Тоа се некои основни работи за Кате, што друго да им представиме на публиката? Така, Искра, најпрво добро утро тебе, на колегите позади камерите, потоа да целата публика која што ја гледа нашата Алфа. Јас сум Катерина Антовска, веќе дел од тимот на Алфа 3 години. По професија сум правник, во моментот сум на докторски студии на правниот факултет, на областа право на интелектуална собственост, со специјалност авторско право. И сум дел од член сум на алумни асоциацијата на школата за млади лидери на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов. За која што ќе зборуваме во детали во текот на емисијата. И сега за Гордан најдов некои многу интересни податоци, многу интересна биографија. Ќе започнеме од тоа. Јас ќе нафрлам неколку работи, Гордан, а вие после ќе проширите или надополните или редоследот по важност ќе го кажете. Уште на 11 годишна возраст сте почнале да ширите македонската култура. Еден интересен податок е дека сте поранешен ракометар, одбојкар, дури и репрезентативец во одбојка и сте директор на Обединетата македонска диаспора. Вака навидум различни работи, како се споиле во еден човек. Интересно е мојата, да кажам, добро утро на сите, на вашите гледачи и благодарам за поканата. Па да, уште од 11 годишна возраст јас сум член на невладени организации и често ја представував Македонија надвор од државата, растев по меѓународни кампови со деца со различни култури, со деца од целиот свет и така да некако мојот живот ме натера, односно ме водеше по патот да соработувам со интернационални општества, заедници и така натаму, каде што своето, да речем, високо образование го завршив во Солун, завршив меѓународни односи и дипломатија и така сум продолжил во тие општествени, да кажам, активности кои што ме доведоа да работам повторно со огромна група на луѓе, а тоа е македонската диаспора насекаде во светот и моментално сум директор на организацијата Обединета македонска диаспора, која што е со седиште во Вашингтон. Како пливате во тие води? Особено со оглед на тоа што сте млад човек, како тие ве прифатија? Така. Не сте малку свежина таму? Па не само свежина, него на нова енергија, каде што сметаме дека на секој човек, на секој оној кој што, да речем, представува дел од една општествена заедница, мораме на некој начин да најдеме начин да се адресираат и на некој начин да се сплотат, односно да ги поврземе со нивната матична држава. Тоа е еден голем предизвик поради тоа што има различни одредени групи на луѓе на различни континенти со различни култури, затоа што не се сите прва генерација, таму си втора, трета, четврта генерација, која што на некој начин за жал Македонија се уште нема такви, да речам, алатки или институции каде што луѓето би можеле да се адресираат. Затоа ние како организација го правиме од своето најдобро за да можеме да помогнеме, да изгледнеме во пресвет, но исто така да ги репрезентираме сите оние потенцијали, сите оние вредности кои што тие луѓе можат да ги придонесат за нашата држава. Речи, нели? Да, Ајде сега да преминеме на школата. За каква школа станува збор? Школата за млади лидери на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов е меѓународна школа, пред се тоа е важно да се напомене, затоа што во школата учествуваат млади луѓе и од Македонија, но и од Европа и од целиот свет. Потоа е важно да се напомене исто така дека имаме во овие 13 изминати години во школата биле над 500 учесници, пред кои што предавале над
300 реномирани предавачи, универзитетски професори, политичари, општествени активисти од разни области. Значи тоа е една плејада од учесници кои што ја градат оваа школа низ годините и верувам сите што биле дел од неа и сите што сакаат и што ја следат, што сакаат да бидат дел од неа, знаат дека таа расте во незината убавина, во незината големина од година во година. При тоа приклучувајќи во себе многу нови луѓе и нови учесници и нови предавачи кои што знаат да ги доловат актуелните општествени случувања и на самите учесници да им дадат една поинаква визија и поинакво гледиште на работите во сегашноста па и во иднината. Тоа е она додадена вредност која што секој од нас ја понесува по завршувањето на оваа школа. 14-то издание оваа година. Она што го разбрав е дека е доста разнолика во смисол на од година до година, секоја година има различен формат, така е? Така, различна е темата, форматот зависно од општествените случувања, нели со значи пандемијата го направи форматот различен. Така. Во 2020 година кога јас земав учество, целосно беше онлайн, се спроведе на платформата Zoom. Следната година 21 беше комбинација од нели предавања онлайн и еден викенд во Охрид, во кај нели бевме гости во нашиот верен партнер хотелот Инекс Олгица. И ланската година 2022 година целосно школата се одржа во Охрид со време трајање од 7 дена, а на тоа претходеше еден пократок онлайн дел во кој што предава професори исто на идентичен начин како што предава и во оној дел кој што бевме во Охрид. Оваа година исто така ќе биде истиот концепт каде што од 7 до 10 октомври 2023 година ќе биде оној онлайн дел, додека од 11 до 19 октомври ќе биде оној дел во живо, со предавања во живо, со предавачи од целиот свет, со учесници од целиот свет и сите оние кои што биле дел од онлайн предавањата ќе можат да се сретнат во живо и да соработуваат, да се поврзат, да создадеме една силна мрежа и од оваа генерација како и сите останати. Значи каде се приклучила 2020-та, Гордан, која година? Да, јас бев минатата година, 2022 година. Морам да напоменам дека ние како млади, иако сите пробуваме да се активираме во било какви активности, овие школи, односно оваа школа дава до можност да на некој начин лично ги осетат и ги искусат сите оние работи кои што ги придонесуваат не само професорите, него и успешните луѓе кои што се дел од оваа школа. Многу е добро што не секојдневните оние прилики кои што ги дава школата остануваат и за понатаму. Многу сум горд што можам да кажам дека сме доста поврзани целата таа алумни асоциација, каде што никој не знаеме што утре другиден во животот можеби да станеме и како ќе можеме да соработуваме и да си помогнеме. Среќен сум што оваа школа најде дел и за, пак ќе се навратам на диаспората, не секојдневно можете да разговарате, ниту па јас како директор на таа диаспора би можел да разговарам со тие луѓе кои што на пример предаваа минатата година, тоа се познатата Денис Илич од Илич фамилијата, како и Ендрю Пејков кои што ја држат, да речеме, најголемата компанија за вода во Соединетите Американски држави. Така да би требало да ги искористиме како пример, да научиме нешто од нив и потоа да го аплицираме во нашите животи, кои што се надевам дека добро ни оди до сега. Кои, бидејќи рековме секоја година е различна тема, кои беа темите, областите во вашите години? Минатата година беше морално лидерство, каде што зборевме доста за случувањата во светот, нели, војните и конфликтите кои што се случуваат моментално и како тоа треба да се преброди, како било во минатото. Имавме прилика да се запознаеме и со поранешни председатели, како што беше поранешниот чешки председател Вацлав Клаус. Така да има една, да речеме така, плетора на сфери каде што можеме да разговараме со реални примери и можеме да видиме како тие ги решаваат своите проблеми и како ние треба да ги превземеме, артикулираме во Македонија и да продолжиме понатаму. Школата може се посетува еднаш, но може тоа да се остане во организацијата. Така е. И вие останавте во таа организација. Што е она што
ве привлекува да останете и понатаму? Каква е атмосферата во оваа школа? Знаеш, Искра, кога ќе си препознаеш некого близу тебе и карактерно и по сите оние вредности како човек што ги носиш, многу е лесно да одлучиш да останеш онаму каде што ти е, нели, каде што го чувствуваш блиско, убаво, едноставно каде што чувствуваш иста енергија како што ти ја носиш со себе. Алумни организацијата во која што и јас и Гордан членуваме е едно место на луѓе, составено од луѓе индивидуалци кои што се посветени на лидерството во своите области. Самиот наслов, нели, на школата за млади лидери го кажува тоа дека ние не зборуваме за политички лидери. Ова не е политичка школа. Да, секогаш кога ќе се каже лидер, прво на тоа се помислува, значи лидер во различни области, така, секој во својата област. Лидер на своето работно место, лидер во својот дом кога имаме потреба од донесување на тешки одлуки, лидер во општеството, во сите оние организации во кои што членуваме. Тоа е една особина која што човек цел живот ја гради и сметам дека алумни организацијата е навистина место каде што мотивирајќи се меѓу себе, сите ние кои што сме членови, знаеме да кажеме дека ако не беше Исла, можеби не беше да постои друго место каде што навистина вака искрено ќе си подававме рака и ќе соработувавме. Всушност Исла е продолжена рака на школата за млади лидери, каде што по завршувањето на онаа школа, кога ќе нели официјално ќе заврши прва, втора, трета, се до 13-та генерација, сите ние стануваме член од тоа големо семејство и со различни портфолија на различен начин создаваме активности понатаму кои што имаат сериозен импакт во општеството. Соработуваме со организации слични на нашата од други држави, правиме проекти и работилници, и предавања, и панел дискусии на различни теми. Оние кои што не следат, знаат нели за каква енергија станува збор. Учествуваме во меѓународни надпревари и сето тоа придонесува кон наш личен и професионален развој. Тоа е онаа убавина која што ја носи школата со себе, која што носи нели вредностите кои што ги има, за вредност на соработка, на кохезија, на една убава енергија која што сметам дека секоја од нели организација треба да ги негува. Едно од најголемите признанија всушност што ги имате добиено, тоа сите знаеме што значи да те покани папата, така? Да. Тоа веќе готово, да ги скратиме зборовите, јасно е. Се имаме нели и видео материјал да погледнеме таа посета, пролетва се случи таа посета, така? Тоа се случи на крајот на март, 2 недели чинам пред католичкиот Великден, каде што бевме поканети на Генералната аудиенција на папата. На тоа предходеше едно поздравно писмо кое што папата го испрати до 13-та генерација, односно до школата за млади лидери, каде што беше прочитано и упати многу, навистина многу убави зборови до сите учесници, до сегашни актуелни кои што беа во 13-та генерација. Не знам, јас бев дел од организацијата и навистина убаво се чувствував кога го прочитаа тоа. За Гордан видам дека истото. Да, јас бев дел од посетата. Така, сите, да, бевме заедно дел од посетата после тоа кое што следуваше и навистина едно многу убаво чувство, затоа што не си ти делегација во смисла не носиш титула премиер или председател на држава, туку си поканет затоа што навистина некој видел дека ти вредиш како млад човек. А не морал. Така, не морал да те посети, ако не го препознал тоа. Поентата на посетата кај папата беше моментот кога поранешниот председател Ѓорѓе Иванов му додели признание на папата за морален лидер, согласно темата од минатата година. Одлично, каде да преминеме уште, за жал, уште неколку минутки. Темата оваа година која ќе биде? Темата оваа година е образование, трансформација и лидерство. Баја ги работа. Да, има работа. Повеќе трансформација ќе треба отколку образование што има, да. Битно што да се знае дека секоја година само 40 може да учествуваат. Да, 40-тина, нели, фиксно. Да.
таа е бројката која што, иако има многу повеќе апликации кои што за жал нели не можат да се примат сите оние кои што сакаат да бидат дел од истата. Конкурсот е отворен до 21 јуни и на истиот може да се пријават сите млади луѓе до 35 години кои што имаат завршено високо образование, кои што се остварени во своите професии, и при тоа активно и течно го зборуваат англискиот јазик, затоа што нели меѓународна школа, па и учесниците и предавачите нели можат да бидат од различни земји, преди тоа работниот јазик на самата школа е англискиот јазик. Условите кои што нели тоа се условите кои што треба да се исполнат во нели ќе се земе во предвид како нели дополнително, како посебен плюс ако учесниците се на магистерски или на докторски студии, меѓутоа тоа нели не е пресудното. Потоа треба да се пристапи на онлайн платформата youngleaders.org.mk, на која што ќе се пополни апликацијата со прикачување на биографија, 2 препораки од универзитет, факултет или организација, компанија во која што кандидатот работи и да се напише есеј на темата на овогодинешната школа, образование, трансформација, лидерство, кој што не треба да биде подолг од 800 зборови, исто така на англиски јазик. Дополнително треба да се прикачи и дипломата од завршеното образование и после завршувањето на тој дел ќе се повикаат кандидатите на интервју со цел да се види нели за каков профил на човек се работи, за да видиме нели да ја создадеме онаа група на млади луѓе кои што навистина ќе понесат со себе едно незаменливо искуство. Затоа секогаш кога зборувам за школата го кажувам истото, навистина искуство кое што ни го барем мене, верувам и на Гордан, ни го променило животот. Само да се да надополнам. Јас секогаш викам ете така не створиле дека ние роднините не можеме да ги бираме, но можеме да ги бираме луѓето со кои пиеме кафе и со кои се дружиме на секојдневно ниво. Оваа школа, овој камп, да речам, за млади лидери не е само, да речам, оние 2 недели кои што се генерално се случува, но 8 дена мислам, чинам дека ќе 8 дена е формалниот дел, но да речеме неформална препарација и така натаму спремање за целата школа. Но сите оние пријателства, сите оние искуства се достапни за понатаму во животот и мислам дека сите млади, оние кои што аспирираат да нешто направат од себе, е секогаш убаво да се дружат со таков тип на луѓе кои што на некој начин имаат слични мислења, доаѓаат од различни средини и доаѓаат од различни професионални средини, а на некој начин прават кохезија во тој лидерски дел каде што секој понатаму ќе си ги понесе своите. Различните искуства, истите афинитети може само да помогнат да се вклопат таму. Не знам дали споменавме дека почнува на 11 октомври. Да, 11. Дали случајно тој датум? Па не. Не можам да дадам одговор на тоа прашање, меѓутоа нели официјално почнува на 7 октомври тој онлайн дел, а на 11 октомври одиме во Охрид и таму почнува оној официјален нели дел кој што е во живо. Но да не спијат на тоа ово, иако 11 октомври, да подсетиме уште еднаш, конкурсот трае до кој 21 јуни. До 21 јуни. На крај една реченичка само, зошто да се пријават? Јас би рекол како да ги поканиме? Да. Пријавете се за да се добиете интернационално искуство, сплотено со македонски милос, со македонски мириси и пронајдете ги своите, да речем, својата генерација на млади лидери со кои што ќе се дружите, ќе остварувате и се надевам ќе придонесувате на македонската заедница и Македонија. И ќе имате можност да ги менувате нештата на подобро. Дефинитивно. Многу ви благодарам и на двајцата за вашето гостување.